Во рамките на 57-то издание на Охридско лето, вчера вечер босанската уметност, преточена во оперски концерт и театарска представа, ги имавме на македонска адреса. Црквата Света Софија и предворието ги собра сите љубители на уметноста. Автентичниот и интимен простор на црквата беше резервиран за оперската певица Дуња Симич, која во придружба на звуците од пијано за момент создаде мир и спокој, кој ретко имаме можност да го доживееме на еден ваков концерт. Уште од студентските денови манифестацијата Охридско лето му е позната на секој студент. Сон да настапи сам, можност што ми се укажа по многу години. Морам да кажам дека ми е навистина голема чест и задоволство што имам можност да и се представам на вашата публика, на вашите гости. Гледалиштето од предворието на црквата Света Софија преполно за театарската представа Жаба, која има над 200 изведби досега, како и филмска верзија. Третира живот обичnog малог човека. Го третира животот на обичниот млад човек во периодот од последните 20 и нешто години, што го преживуваме речиси сите на овие простори на поранешна Југославија. Актуелно е за сите, не е само од локален карактер. Ќе препознаеме многу работи од сопствениот живот. Тоа е приказна за неснаоѓањето на обичниот мал човек во системот во кој живее во моментов. Системот на традиција што ги меле малите луѓе. Драго нам е да сме со представом Жаба. Мило ми е што со представата Жаба сме за прв пат во Македонија. Со неа го поминавме целиот свет, ја играме веќе 10 години. Вечерва ни е 233-та изведба. Имаме снимено и филм. Оно што ми е драго да е Македонија. Мило ми е што Македонија, заедно со Петар Салковски, е копродуцент на филмот Жаба, со пари што ги добивме од Македонија, Србија, Хрватска, Евроимаш и се разбира, Босна даде најмногу пари. Овие два извонредни настани на Охридско лето беа проследени од истакнати јавни личности. Како гости во публиката беа министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина, Игор Црнадак, и амбасадорката на Босна и Херцеговина во Македонија, Лепа Бабич. Ово е уедно една потврда. Ова е и потврда дека Босна и Херцеговина и Македонија работат во насока на што подобри односи и дека тоа не е само обична приказна, обични средби, туку дека сакаме тоа да го спуштиме на ниво на секојдневниот живот, на секојдневните човечки активности и во Македонија и во Босна и Херцеговина. Затоа очекувам ова вечерва да биде навистина убава потврда на тие односи. Посебно задоволство и голема чест ми е тоа што вечерва сме во ова величествено здание на црквата Света Софија, што сме првпат како Босна и Херцеговина во официјалната програма на Охридско лето. Сигурна сум дека на публиката на Охридско лето ќе ја покажеме нашата култура со нашата примадона Дуња Симич и со една наша култна представа Жаба на Камерниот театар 55 од Сараево. Подршка за босанската уметност на овој меѓународен фестивал вчера вечер даде и министерот за култура на Република Македонија. За среќа некако ова гостување на Охридско лето се поклопи со интензивната соработка и комуникација меѓу двете држави. Јас идната недела ќе бидам исто така гостин на Министерството за култура на Босна и Херцеговина, односно тие немаат министерство, меѓутоа министер на кантонот, и очекуваме да потпишеме договор за меѓусебна соработка, кој што би требало да ја уште толку да ја раздвижи културната соработка во иднина. Крајниот впечаток на артистите беше убавиот Охрид, но беа изненадени од автентичниот простор каде беа изведени двата настани. Велат го сакаат Охрид и доколку имаат можност, повторно би му се вратиле.